civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска на денот на човековите права Цивил организира една панел дискусија или ги собра неколку учеснички, уствари всушност неколку жени кои што работат директно на правата на жените на секоја на свој различен начин. Тоа го решивме бидејќи некако за правата на жените само се зборува, затоа и нашиот панел денеска се нарекува меѓу декларациите и реалноста и нели се реферира на родовата еднаквост. Колкава е родовата еднаквост, ќе ни кажат нашите учеснички, дали се работи само за родова еднаквост или има нешто подлабоко во тоа. Секој од моите учеснички денеска на свој начин ќе се обиде да објасни што работи во тој дел, во тој аспект, бидејќи знаеме добро дека жените на глобално ниво, меѓутоа денеска ќе збориме на национално ниво за жените во Северна Македонија, за состојбата на правата на жените, за состојбата на правата на жените во општеството, во своите семејства, во институциите, како се справуваме со нив и до каде е дојдено. Кога знаеме дека основните права на жената неретко се доведуваат во прашање дури кога се во утробата на својата мајка. Денеска со нас се 8 учеснички. Јас сега ќе ви ги представам, па потоа секоја од нив ќе ви се представи сама. Драгана Стојчевска Гунин е режисерка од Куманово, Елена Димушевска од Националната мрежа против насилство врз жените, Нора Каличи од АЈО или ТАА, Николина Кеник, професорка на Филозофскиот факултет, Весна Поповска, деканка на Правен факултет, Рита Бехадини од Молокуче или Бубамара, Стојна Митева од Sky Plus и Алмира Фазли од иницијативата за жени Шуто Оризари. Прва учесничка денеска јас би сакала да ја поканам да ни се приклучи како прва учесничка и говорничка Драгана Стојчевска Гунин. Драгана, повели. Ти си да, здраво, Драгана. Да. Ние се слушаме, окей, све, да. Драгана, ти си режисерка. Меѓутоа, јас дознав дека ти работиш во моментот на некој проект или иницијатива која јас нема да ја откријам, мислам дека би било подобро сама да ни кажеш за што се работи. Повели. Во ред, прво би сакала да напоменам дека и преку мојата работа како режисерка, театарска режисерка, дека многу ми е важно да се вклучуваат повеќе главни женски ликови и на тоа доста често работам и да се раскажуваат женски приказни и да се менува наративот на тоа како се поставуваат женските ликови во театар. Паралелно со тоа, веќе 2 години, точно мислам ова време пред пандемијата, 2019, почнав со истражување на сексуално вознемирување на студентки на факултети од страна на професори и понатаму вознемирување на жени на своите работни места од страна на нивните претпоставени, односно од лица кои што се на позиција на моќ. Поточно почнав да истражувам корупција, меѓутоа во смисла на сексторзија, термин кој што не е толку познат и мислам се уште се истражува што точно значи. Јас решив исто така да го истражувам и сега во правен аспект не би можело, меѓутоа моето поле на интерес е за тоа како се загрозуваат правата на жените на работните места и исто така нели на факултети. Подолго време го истражувам оценувањето на работните места. Бев спречена поради пандемијава да продолжам со истражување на факултети, меѓутоа имам соберано неколку искуства од студентки кои што се соочиле со оценување од страна на своите професори за повисока оценка, кои што во тој момент не можеле да пријават затоа што им било страв, нели доаѓаат можеби од други градови, од помали градови, не знаеле како да се снајдат во Скопје и така натаму. Тоа траеше некаде до јуни 2020 година, меѓутоа не континуирано ради самата ситуација. Понатаму продолжив со истражување заедно со тим на сексуално вознемирување на работни места или оценување, која што
жените, нели преку кои што жените се соочуваат со своите предпоставени, со која што се извинувам, и собравме со екипата над 500 сведоштва од жени кои што имале такви искуства и кои што, мислам, дел од нив имаат многу мал дел имаат пријавено, дел секако немаат затоа што се плашат, мислат дека нивните предпоставени се поврзани со институции кои што ги штитат и така натаму. И искрено јас доста се обесхрабрив тука затоа што не идов на помош од ниедна институција, ако ова беше јасно кажано дека се работи, дека се истражува, затоа што сметам дека во одреден момент институциите треба да се превземат работата во своји раце, затоа што ако се случува често, се случува, мислам дека имавме над 70% од случаите дека жени се соочиле со уценување на своето работно место и мислам не само од мажи, односно од своите гази, туку и од жени кои што се нивни предпоставени, така да дека се случува често, се случува и на училишта, се случува и во поголеми фирми, и во државни, и во приватни, меѓутоа многу ретко некој има храброст да го пријави тоа, затоа што не верува на самата институција. Бидејќи целово истражување беше преточено во еден перформанс, во кое што користавме, мислам, сите јазици кои што се користат во Република Северна Македонија, со цел нели да се доближат искуствата на сите жени. И дури додека се случуваше перформансот, имаше жени кои што ги споделија своите искуства, меѓутоа не сака нормално јавно да зборуваат за тоа и многу внимаваа што ќе кажат, како ќе кажат, кои имања ќе ги споменат, затоа што се исплашени дека се загрозени нивните животи, животите на нивните фамилии, на своите деца и така натаму. Мислам дека мора да се свати на позадината на секоја жртва, затоа што друг пат кога ќе прашат зашто на пример не се пријави на време, кога тоа време, нели? Зашто на пример жртвата не зборувала тогаш кога требало и така натаму, треба да се земе предвид дека жените се исплашени да зборуваат за тие работи баш поради одредени уцени, баш затоа што сметат дека институциите ги штитат луѓето кои што вршат агресија. И на работни места, мислам, не мора да биде и на работно место. Јас конкретно нели се интересирам и почнав да го истражувам тоа, меѓутоа генерално мислам секаде се случува. Така прашам како дојде до тие жени кои што како дозна дека тие имаат некаков проблем, нели дека имало врз нив семејно насилство и понатаму. Како дозна и уште еднаш те молам да ми кажеш, да им ни кажеш на сите нас каква е соработката? Тие знам дека тешко зборуваат и се како дојде до нив во смисла да тие можат да ти се доверат, така? Дали ги документираш, дали се зборат пред камера, дали зборат замаглени, дали ги запишуваш нивните или ги документираш, ги архивираш нивните изјави и сведоштва? Прво беше спроведена анкета каде што беа поставени конкретни прашања на кои што нели не бараат од жените да кажат се, односно ги штитат, анонимна анкета, и на таа анкета имаше највеќе одговори. Дури подоцна добивме и на мејл благодарност зашто сме покренале таква иницијатива, затоа што имале потреба да кажат некому. Понатаму и истражувавме во институции, имавме помош исто така од една невладина организација. Истражувавме во институции внатре, затоа што и начинот на кој што се вработуваат, на кој што се дават нели работните места, начинот на кој што се вработуваат некои жени исто така во позадина на тоа исто лежи некои уценување, односно се дава работно место и се бара нешто друго за возврат, и за ова исто така ништо, мислам, многу ретко се зборува. И не знам, може би исто така одредени партиски вработувања, така да имавме помош од невладина организација за целиот процес, нели како тече истражувањето и каде да се најдат тие во наводници приказни, односно искуства. И секако жени кои што не знам, ме познаваат мене, знаат дека го работам тоа или познаваат некој од тимот и кои што исто така ни се доверија, меѓутоа со пишано сведоштво не снимавме никој. Затоа што јас бев многу внимателна во целиот тој процес, ми беше и мене многу важно сите да се чувствуваат безбедни и дека немам ништо кое што би можело да ги исплаши утре, дека поседувам, не знам, некоја приказна која што може во некој формат кој што не би се чувствувале безбедни дека јас го имам тоа. Така да внимававме буквално на сите аспекти, дури кога ги правевме прашањата во анкетата, многу, мислам,
долго време се консултиравме буквално до збор како да звучи одредено прашање, за да не изгледа дека ние бараме по секоја цена во таа анкета некој да ни каже нешто, дека не знам, дека дека се случила со некаква насилство на своето работно место и дека правиме притисок. Напротив, беше доста отворена комуникација, простор каде што може да се сподели доколку сака да се сподели, затоа што знам колку е деликатна темата и дека не секоја е подготвена да зборува за тоа, од тие што се случиле секако. Така да се трудевме доста и јас и самиот тим да создадеме простор на доверба и да не го злоупотребиме тоа. Дури мислам дека дел од изјавите што се употребени во перформансот се променети од оригиналните кои што се кажани, се работеше доста на драматургијата на текстот кој што се користеше во финалниот продукт со цел нели да се заштитат сите и да не се почувства никоја дека еве се ова е мојата изјава и употребиле, па како ќе се препознам, мислам некој ќе ме препозна и така натаму. И дури и на дијалекти се внимаваше да не се користат дијалекти, да се користи литературен јазик, затоа што некои приказни беа пишани на дијалект или беа раскажани така. Така буквално мислам да се заштитат во секоја смисла, затоа што не мислам дека јас би требало да изложувам некој, секоја која што нели е подготвена да зборува за тоа, еден ден ќе си го најде својот момент кога ќе посака и кога ќе почувствува дека средината е доволно безбедна да зборува за тоа. Или пак не, мислам, може и во вакви ситуации, во ваква средина социјални или да го отвори патот на другите. Добро, ти благодарам, Драгана, биди со нас. Можеби подоцна и ќе има некој прашање до тебе, мислам дека сакам и некоја порака подоцна да ни дадеш како за крај. Би ја поканила сега да се приклучи Елена Димушевска од Националната мрежа против насилство врз жените. Елена? Здраво, Елена. Здраво и од мене, благодарам за поканата. Јас би се осврнала на кратко на состојбата со насилството врз жените, генерално законската регулатива и верувам со тоа би се надоврзала можеби постапувањето на институциите, па делумно би се надоврзала и на ова што Драгана го спомна, а тоа е недовербата која што постои и нискиот степен на пријавување на различните форми на насилство. Македонија како држава ја ратификуваше Истанбулската конвенција, веќе добро позната за сите. Јас нема да навлагам во тоа што конвенцијата носи самата со себе, само ќе напоменам дека е првиот меѓународен документ кој што ги регулира различните форми на насилство врз жени, вклучително и семејното насилство, и дава препораки за државите како да обезбедат најсеопфатна и најсоодветна заштита за жртвите. Македонија ратификуваше 2017, стапи на сила 2018. Согласно тоа беше развиен и национален акцијски план за имплементација на конвенцијата, што всушност значи усогласување на националното законодавство со препораките од конвенцијата, како и започнување на воспоставување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство. Планот како документ е 5 годишен и ја започнува својата важност од 2018 до 2023. Ние како мрежа направивме 2 извештаи за следење на имплементацијата на овој документ. Наодите се навистина загрижувачки, иако за нас можеби и не многу изненадувачки, затоа што за една држава да го постави системот на заштита и на ниво на правна регулатива и на законска регулатива и на ниво на сервиси, мора ова прашање да го разбере. Да разбере важноста на поставување на сите овие прописи и сервиси и што тоа значи? Тоа значи во суштина дека треба да го стави како приоритетно прашање во својата агенда. На жал, после толку години, и тоа не е само, не зборувам за 2017 кога конвенцијата е ратификувана, туку зборувам за почетокот на 90-тите кога женските организации почнаа да зборуваат за семејно насилство, па 2004 кога за прв пат беше регулирано во кривичниот законник семејното насилство, па понатаму со сите обуки, со сите национални акцијски планови кои што се направени, она што сега на крајот на 2021 можеме да го заклучиме е дека ова прашање ниту било, ниту сега е во моментов приоритет
И напорите кои што ги вложуваат институциите се минимални, скоро непостоечки. За одредени институции. Секако има институции кои што вложуваат поголеми напори, и има институции кои што воопшто не го сметаат ова прашање дека е важно и дека треба да се вклучат. А сите, и ние присутните, а верувам и оние кои што нас слушаат, знаеме дека насилството врз жените е општествен проблем, не е проблем на жртвата, не е проблем на жените. Е проблем за кој што треба сите да се вклучиме. И така, ние на крајот на 2021 доаѓаме до состојба каде што во поголемиот дел од Македонија нема пристапни и достапни специјализирани услуги за жени кои преживеале насилство. За да го пријават насилството, за да дојде воопшто до моментот на пријавување, на некои жени има потребно разговараат со некого, да им биде објасната постапката, да бидат информирани. Затоа што на крајот информацијата е најважна, да знаат како ќе бидат после заштитени. Тоа најголемиот дел од жените се уште не може да го исполнат како право, да добијат информацијата и согласно постоечкиот систем на заштита да ја добијат и заштитата која што има потребна. Ние како мрежа се во нашиот фокус на работа е застапување за измени соодветни во законската регулатива. Она што би го спомнала е дека можеби на хартија законите кои што ги поседуваме во одреден дел и не се толку, што ги имаме усвоени, не се толку лоши, но она што се случува на терен е навистина загрижувачки и застрашувачки. Недовербата во институциите постоела многу години наназад и тој степен на недоверба само се зголемува. Што значи тука е одговорноста на самите институции, односно на луѓето кои што работат во институциите, независно дали се тоа министерствата или се нивни подрачни единици, одговорноста е на нив да ја вратат довербата, дека доколку жртвата дојде во институцијата, ќе биде соодветно примена, ќе биде информирана за сите можности за заштита и истите ќе бидат понудени. Како граѓанска организација, ние како мрежа на организации, ние ги следиме овие процеси и како што кажав, ситуацијата не се менува, па затоа од тој аспект веќе почнавме и да работиме, иако главниот фокус беше да се прави застапување за овие измени, сепак во последните години веќе почнавме да си го менуваме, односно да не го менуваме, да го дополнуваме нашиот фокус, а тоа е да ние работиме на воспоставување на ваков тип на сервиси и да бараме одговорноста од државата да тие истите ги одржи. Затоа што без постоење на соодветен систем на заштита, ние не можеме да очекуваме дека една жена ќе дојде да го пријави насилството, ќе го напушти насилникот и ќе добие и нели ќе започне нов живот. Така да само за крај би сакала да кажам на мое огромно задоволство и секако благодарност до нашите донатори кои што ни го овозможија тоа. Ние отворивме 2 центри, женски центри за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано насилство, едниот лоциран во Скопје, едниот во Тетово, и кои што се составени од тим од психолог, социјален работник, правник и кариерна советничка, со цел да им го обезбедиме оној колку што можеме, колку што е во рамки на нашите можности сепак, да им обезбедиме на жените жртви кои што сакаат да го напуштат насилникот, да ја обезбедиме целата можна поддршка во процесот кој што треба да го започне. Тука би застанала на кратко, секако ќе бидам присутна до крај, доколку имаме други прашања и дискусија ќе се вклучам. Ти благодарам, Елена. Ете, некако почнавме од првата учесничка, од првата говорничка, па сега веќе со Елена, веќе почна да се покажува институционалната негрижа или многу малата институционална грижа што се однесува до жените жртви на семено насилство. Остани со нас, Елена, ти благодарам за ова. Сега ќе ја поканам
да ни се приклучи Нора Каличи. Нора Каличи е презентерка на националниот сервис на албански јазик и е иницијаторка на едно движење кое се вика АЙО на албански, на македонски значи таа. Нора, се гледаме. Здраво, Нора, прашендетје. Прашендетје. Чест ми е и задоволство да бидам дел од овој настан, поготово на овие 16 дена кога сите зборуваме за насилство пред жените. Знаеме дека нашата таа слика што се покажува во општеството не е баш некоја реална слика и не би требало да се зборува само во овие денови или еден ден, но тоа треба да се као иницијатива да се, мислам као појава да се зборува секој наш ден. Јас првично ќе почнам со нашата иницијатива која почна од 2009 година како организација која што се занимава со женските права, со приклучување на жените во сите сфери на животот и да се работи конкретно на главната цел да се подигне свеста во општеството за теми кои влијаат на статусот на жената, табу теми во секој аспект од животот, земајќи го предвид фактот дека во нашето општество, поготово на нашиот дел, многу малку се зборува или ништо се зборува во врска со овие теми. Конкретно сега кога сме веќе кај семејното насилство и бројките што се покажуваат. Мислиме како иницијатива сега почнавме со онлайн порталот кој веќе пошто гледаме секој ден дека има некој технолошки развој и во таа смер ние мислевме дека да отвориме еден портал онлайн во кој што би можеле побрзо да стапат до информациите сите луѓе кои што би сакале да се занимаваат со не знам дали имаш некој прашање од почеток, ја почна веќе Дијана и сега. Ајде вака малку, првично беше иницијатива, така, АЈО, и сега веќе не е, да, е иницијатива, меѓутоа се претвори, се слушаме? Да, сега веќе како што разбрав не е веќе како организација, туку сте се преиначиле во портал, нели, во кој што ќе се адресираат проблемите на жените и нели ќе се објавуваат во јавност. Мислам дека таму видов и објави од хуманитарки и од жени кои што работат, не само жени, кои што пишуваат, работат на оваа тема. Зошто се случи ова преиначување, да не биде организација, туку да биде портал? Ние гледаме секој ден со што се соочуваат сите организации, поготово организациите што имаат. Ние у нашата државна главно гледаме дека остануваат главните прашања во јазот помеѓу де јуре еднаквоста, ако можам така да го наречам, она што го наведува законот и конкретната реалност. Значи, кога сакаме да работиме на некои сфери, многу има недостатоци во законот кој што и нема некоја поддршка која што би можела да се направат некои поголеми работи, вака мислам дека преку онлайн порталот може да ги адресираме сите проблеми што се соочува жената во нашето општество, полесно да се чуе нашиот глас и да опфаќаме повеќе теми, пошто сегаш се е поврзано измеѓу едната тема и другата. Например,
заекнувањето на бизнис сферата на жената, значи економскиот развој на жената, тоа доведува до како да кажам, до во некои аспекти до ова што веќе секој ден се зборува за правата на жените, за мислиме дека на ваков начин подобро ќе ја подигаме свеста на жените за нивните права, емансипација, изголемување на нивниот авторитет, полесно ќе достапа до информации за нејзините права, за образование, например, како и потикнување, поддршка и потикнување на нејзиниот професионализам на многу области, нејзиното вклучување во одлучување на лидерски позиции, како и правишна застапеност на нејзиниот професионализам во многу области и така натаму. Мислам дека преку порталот е многу полесно да се адресираат работите и така да ги следиме сите активности на жените. И има многу мал простор, има многу малку портали што работат на сериозни теми и поготово на овие теми што се многу табу за нашата заедница, за нашето општество и така натаму. Ти благодарам, Нора. Еве, ти можеш да стапиш во контакти што денешните соговорнички. Јас те разбрав дека и сакате преку порталот и јас се надевам дека сепак ќе ја вратите иницијативата. Да поработите малку поинаку, нели, на финансиска независност на жените, нели, емансипација во тој удел. Лично знам дека си хуманитарка, меѓутоа за тоа во некоја друга прилика остани со нас денеска. Ти благодарам. Сакам да ја поканам сега Алмира Фазли од иницијативата на жени Шуто Оризари. Здраво, Алмира. Здраво. Јас се извинувам што доцнам помалку, бидејќи не можев да се приклучам на Zoom и затоа и ви побарав да ми го пратите повторно линкот. Да, имаше проблем со неколку учеснички, мислам дека се реши. Да ни кажеш, денеска си само кај нас или имате уште работа? Па сега со вас, после тоа имаме друга работа. Како функционира центарот кај вас? Оризари? Значи, ние веќе неколку месеци, веќе сме самостојна невладина организација, мислам, сега до крајот на оваа година, уште 2 недели, сме под водство на Хера, значи со нив бевме повеќе од 12 години, но од наредна година, од 2022 ќе бидеме самостојни невладина организација, значи ќе бидеме, како што кажав и претходно, но секако останува соработката со Хера и се надеваме и со други невладини организации, бидејќи се уште сме нови во сето ова. Но борбата за човековите права, за женските права и за ромските права секако не се приоритети. Во вашата работа, ајде малку објаснете ни во што се состои вашата работа, бидејќи мислам дека е една од ретките иницијативи што се во Шуто Оризари што се однесува на правата на жените. Дали сте започнале нешто или имате во план нешто? Кои се најголемите проблеми таму? Мислам, ние ги знаеме, меѓутоа вие дека веројатно најблиску работите со тоа, па да ни објасните и другите учеснички да слушнат. Да, вака, значи нашата работа е поделена на неколку области. Значи, првата и најважната област за нас е сексуалното и репродуктивното здравје на жената ромка, здравството, односно неостварување на здравствените права на ромската заедница, уживањето и остварувањето на социјалните права, како и дискриминацијата, и посебно сме насочени кон дискриминацијата во здравството, односно дискриминацијата од страна на здравствените работници кон ромската заедница. Исто така, во последно време ние како невладина организација, претходно како иницијатива, им помагавме и на луѓето што се без лични документи. Значи, нашата работа конкретно се состои од 2 дела.
од теренска работа и од работа од канцеларија. Во канцеларија додека сме им помагаме на луѓето кои што доаѓаат во центарот, им нудиме различен вид на услуги, односно 2 пати неделно имам заедно со Хера, имаме гинеколог кој што ги прегледува сите жени кои што не можат да си дозволат тоа да го направа, кои што немаат здравствено осигурување или кои што немаат можности да платат, бидејќи знаеме дека во Македонија се наплаќа. За жал, иако тоа не е во ред и е противзаконски да се плаќа прегледот која се оди на матичен гинеколог, но сепак матичните гинеколози тоа го прават и ги лажат жените, а жените веруваат со тоа дека на вистина треба да се плати ехо и пап тест и сите тие работи, а всушност треба да се плати само 60 денари и партиципација за пап тест. Друго исто така ние како центар, како невладина нудиме прегледи во врска со кожното здравје, како да кажам, значи имаме кожен доктор, имаме психолог секоја недела што доаѓа на сите лица кои што доаѓаат и нудиме секако вид на пополнување на нивните документи, бидејќи како што знаеме постојат лица кои што не можат сами да си ги пополнат документите и буквално ги враќаат од Центарот за социјална работа поради тоа што пополниле со молив или пак со црно пенкало. Затоа доаѓаат кај нас и ние тука што работиме како параправници им ги пополнуваме документите наместо ние им го патуваме каде што треба да одат. Исто така, доколку не можат сами да се снајдат, ги придружуваме до полиција, до Центарот за социјална работа, до управата за водење на матични книги на родени, до македонска телевизија за правење на пасоши, на лични карти и така натаму. Значи дека вие фактички вашата организација им помага на граѓаните на жителите од вашата општина за разни потреби, така. Кажете ми дали младите девојки доаѓаат, млади девојки дали доаѓаат да побарат? Главно сме насочени на жените од шуторизари, но не е тоа исклучок. Значи во последно време теренски сме насочени кон други општини, кон општините Гази Баба, Чаир, Ѓорче Петров и така натаму. Значи во сите општини каде што има поголем број на ромско население, ние сме таму и се обидуваме да стапиме и во контакти и со нив, бидејќи го знаеме населението во Шторизари, ги знаеме нивните потреби. Но, например, од другите општини не ги знаеме толку добро и затоа повеќе сме насочени кон нив, но сепак работата во Шторизари останува и тука сме за се што им треба на ромите и на ромките секако. Добро, ти благодарам, Алмира. Се надевам дека во иднина, како што ќе се развивате, ќе работите малку посуштествени работи од ова. Секако остани да ги изслушаш и следните соговорнички кои што ќе бидат исто така интересни. Следна соговорничка, мислам дека ќе биде Николина Кени, која што е редовен професор по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје и повеќе од една деценија е посветена на едукација на младите за родово базираното насилство, бидејќи го предава како изборен предмет за студентите, исто така публикувала и повеќе истражувања од оваа сфера. Со оглед на вашето искуство во овие две сфери, која е вашата оценка за состојбите со родовата еднаквост, особено во сферата на родово основаното насилство? Дали сме еднакво успешни во справување со проблемот на хартија, како и во реалноста? Впрочем, тоа е и темата денешна. Здраво, Николина. Здраво, благодарам на поканата. Навистина ми е чест денес кога сум меѓу вас. Благодарам и на прашањата. Ја ќе се обидам некако да се надоврзам на излагањата на претходните панелистки кои имаат богато искуство на терен во справување со женски права, родово базирано наследство и некако да направам врска помеѓу тие нивни искуства и прашањето од кое што се води денешнава панел дискусија. Ќе си дозволам да споделам тука еден впечаток кој што ми се засилува од година во година, особено кога се овие 16 дена
активизам против наследство врз жени и девојки, а тоа е дека во залагањата против родово засновано наследство се случуваат два процеса кои што заслужуваат малку потемелна анализа. Едниот процес оди во правец на значи активностите и кампањите се некако осмислени или се одвиваат на начин да го представуваат главно физичкото наследство и главно во рамките на семејството како парадигма за родово засновано наследство, што дефинитивно го гледам како проблем. Другиот процес, за кој што малку повеќе би сакала да дискутирам сега, е тоа дека мерките се насочуваат многу повеќе кон надминување на последиците од родово заснованото наследство, справување со истите, отколку кон неговите причини. Значи, со други зборови, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека столбовите на кои што се подпираат сите форми на родово засновано наследство, вклучувајќи го и семејното, некако како да бегаат од фокусот. Кога зборам за стожери, мислам пред се на родовите норми кои произлегуваат од патриархалната вредностна матрица од една страна и структурната нееднаквост, односно нееднаквоста во моќ помеѓу мажите и жените, било да е реална или символична. Зошто сметам дека е важно да се отвори повеќе простор за справување со овие прашања и на институционално ниво? Тоа е така, бидејќи сосема е јасно емпириски документирано. Истражувањата тоа недвосмислено го зборуваат дека постои многу висока корелација помеѓу индексот на родова нееднаквост во општеството, што де факто е показател на структурните нееднаквости, од една страна, и застапеноста на родовото наследство од друга страна и институционалниот одговор на родово заснованото наследство пред се неказнивост. Врската е толку силна што дури може и да пресметате, да предвидите врз основа на формула колкава ќе биде застапеноста на родово заснованото наследство во една заедница, врз основа на тоа колку е постигната родова еднаквост помеѓу мажите и жените. Што велат најновите податоци за Македонија во врска со индексот на родова еднаквост? Значи, тие велат дека во споредба со другите земји од Европска Унија, ние сме под просекот. И припаѓаме на она што е типичен балкански кластер. Да се обидам малку поживо да илустрирам, да дадам податоци во врска со родовата нееднаквост помеѓу мажите и жените. Со официјални податоци од извештаи на државни институции. Например, 5% од жените се појавуваат како сопственици на земјоделско земјиште. Само 5%, и тоа главно од како ќе станат вдовици. Процентот на жени кои што поседуваат било каков недвижен имот е под 30. Стапката на вработување кај жените во споредба со мажите со години покажуваат податоците на Државен завод за статистика дека е значително пониска. Процентот на економска активност, економска неактивност е многу повисок кај жените од кај мажите, особено во репродуктивната возраст. И имаме еден релативно константен јаз во плати кој што изнесува околу 20%. Уште повеќе мислам дека треба да се инсистира на работење на она што е втор столб, втор темел на сите форми на родово заснованото наследство, а тоа се родовите норми и улоги со нив поврзани сексистички ставови и уверувања, митови за сексуално наследство и за семејно наследство,
за кои што исто така постои огромен корпус на емпириски докази, дека се предиктори на подготвеноста да се трпи наследство кај жените, односно да се врши наследство кај мажите. Зошто е важно да се зборува за овој сет на норми и со нив поврзаните ставови? Заради тоа што ја докажана нивната улога во тоа да го нормализираат родово заснованото наследство, да го зацврстуваат, да го рационализираат и во крајна линија да ја прикажат жртвата како одговорна за тоа што и се случува. И веројатно ќе се согласат панелистките кои што имаат многу повеќе искуство од мене на терен, дека сите овие нешта представуваат сериозен проблем и во нивното работење. Јас само ќе укажам на еден пример кој што беше скорешен. Значи, ова можевме многу јасно да го видиме во случаите како јавна соба, да речеме, кога паралелно со оправданата реакција на дел од јавноста за тоа на кој начин институциите го третираа овој случај, имавме и лавина од реакции, главно на социјалните мрежи, кои што ја префрлаа одговорноста на жртвите. Значи, за тој вид на мајндсет, на ставови зборува. Што кажуваат истражувањата кај нас? Од оние кои што во последните 3-4 години сум учествувала, податоците се навистина загрижувачки. Значи, во општа популација, околу 20% од испитаниците сосема се согласуваат или барем делумно се согласуваат, прифаќаат митови за сексуално наследство и семејно наследство. Има висок степен на прифаќање на сексистички ставови, без разлика дали е тоа оној беневолентен, наводно добронамерен сексизам или е хостилен, непријателски сексизам кон жените. А шампиони сме и во хомофобичност и трансфобичност, што исто така представува опасност по оно што е некаква генерална атмосфера за реализација на правата на жените, бидејќи документирано е дека хомофобичноста води и кон агресивно однесување не само кон сексуалните малцинства, туку и кон жените. Уште по-загрижувачки податок ни дава студијата, ХБСЦ студијата, која што е лонгитудинална, се спроведува во многу земји, и тоа врз адолесценти на возраст од 11 до 15 години. Последната ХБСЦ студија зборува за тоа дека тинејџерките кај нас во многу поголем степен, споредено со тинејџерките од европските земји, ги прифаќаат традиционалните родови норми и сексистичките ставови. Например, секоја трета ученичка од македонската етничка заедница и секоја втора од албанската етничка заедница се согласува со тоа дека жените треба да дадат предност на семејството, мажите на кариерата и слични такви ставови. Значи, наместо да напредуваме, кај младите се случува практички еден ретрограден процес на се по силно прифаќање на традиционалните родови норми, па и сексистички ставови во крајна линија. За мене, некако сето ова зборува дека енергијата треба што поскоро да се насочи од битка во сферата на правното регулирање, во сферата на менување на вредностната група. Особено ако на ова се надоврзат и други предизвици, како што е, например, засиленото антиродово движење, кое што просто ја демонизира родовата еднаквост, ковид кризата, која што се заканува да создаде уште поголем јаз во моќ помеѓу мажите и жените. Така што, ако не се превземат итни мерки, се ми се чини дека
во скора иднина, посебно итни мерки насочени кон младите, во скора иднина нема да можеме да се потпреме на човечки ресурси кои што ќе ги спроведуваат зацртаните заложби за родова еднаквост. Сега оставам на дискусијата да видиме како тоа на најдобар начин може да се направи. Ти благодарам, Николина. Ова што го слушнавме сега беше, мислам дека е еден од главните проблеми во однос на тоа што спомнавте дека младите се враќаат кон традиционалните, така да ги кажеме, вредности. Понекогаш тоа се од религиски причини, мислам дека не е така, меѓутоа така ги интерпретираат. Некогаш е во зависност од семејните модели од кои што ги следат, меѓутоа секогаш одат наназад. Јас имав пред многу кратко време, можеби 15 дена, во една од општините да не ја именувам сега, ги гледам дека се луѓето прилично, беше така помала општина, прилично одеа напред така со своите машки членови, да не кажам потомци, прилично напред одеа со нивното образование, но кога ги прашав докаде сте со девојчињата, бидејќи допред некоја година, бидејќи е така планинско место, бидејќи со девојчињата некако не ви одеше до сега, мислам дека почнавте. Вели таткото, бидејќи збореше само за синот. Вели, да, јас веќе ја спремам дека таа пред нејзе треба да си го има животот и нели да се спрема за други степени, како што е образованието и други работи, меѓутоа века таа не сака. Не ја интересира и вели дека... Да, многу фактори се во игра, а малку се бавиме со тие фактори, за жал. Мислам, турбофолк културата, поплава од неквалитетни серии кои што промовираат родова нееднаквост и насилство. Понекогаш се прашувам, дали можеби и жените на жените им помагаат, односно им одмагаат во делот на емансипација. Мислам дека емансипација е погрешен збор, бидејќи би требало да е надминато, но не е, сепак не е. Јас тука ќе прекинам да не одземам време на следната наша соговорничка. Ти благодарам, Николина. Остани со нас, па можеби верувам дека уште еднаш ќе се слушнеме, ќе се видиме. Наша следна соговорничка ќе биде Весна Поповска, деканка на Правниот факултет. Јас нема повеќе да ја представувам, бидејќи таа ќе се представи, знам дека и ако не се лажам, првата докторантка на Војната академија, меѓутоа да не сгрешам, сама нека се представи. Повели Весна. Здраво. Добар ден, Дијана, благодарам на поканата, честитки за сите панелистки за денешниот Светски ден на човековите права, по кој повод сме и собрани. Честитки за иницијативата, бидејќи храбро е во денешно време да се каже дека зборуваме за човекови права и за женски права. Се уште, за жал, тук не се апроксимирани како еднакви и тоа се издвојува и од медиумите и од генералното општество. Јас сум, како што кажа, Весна Поповска, деканка на Правниот факултет при Меѓународниот универзитет Визион во Гостивар, која е единствената институција високообразовна на немнозинските заедници согласно Законот за високо образование. Кај нас наставата се одвива на македонски, англиски и турски јазик, на што сме особено горди, а точно јас сум првата жена која одбрани својата докторска дисертација на Војната академија во Скопје на област која генерално е третирана можеби како машка, но јас верувам дека безбедност исто како еднината е именка од женски род. Мојот фокус е балансот помеѓу слободата и безбедноста во различни аспекти, конкретно докторатот го работев во делот на заштита на критичната инфраструктура, тема која исто така кај нас е табу или е нова или допрва ќе се развива. Би сакала своето излагање кратко да го почнам со фактот дека на 10 декември 1948 година е усвоена Универзалната декларација за правата на човекот и тоа е поводот заради кој ние денес сите се собираме, која започнува во преамбулата со исказот дека признавањето на вроденото достоинство и еднаквите и неоттугиви права на сите членови на човековото семејство е темел на слободата, правдата и мирот во светот.
Во тој контекст кратко би дала, јас немам посебно излагање, би дала една кратка рефлексија кон она што го кажа пријателките, колешките или соборките, би сакала така да ги наречам, затоа што да, за жал, еден од најсериозните проблеми на постигнувањето на родова еднаквост и давањето сила на женската димензија е недостигот на женска солидарност. Како е разбирана родовата еднаквост? Родовата еднаквост не е само бројка. Пред некој ден и јас бев исто така во една локална заедница на обука која се организираше и генерално кога ќе ги прашаш како е, дали е родова сензитивна нивната институција или каква е состојбата со родовиот, јас викаат па да, добри сме ние, не сме 50-50, ама тука сме некаде. Треба да почнеме откако веќе постигнавме некој ефект за разбирањето на квантитативната застапеност и за квалитативната застапеност, односно за учеството на жени на одлучувачки позиции, но и за родов меинстриминг или джендер меинстриминг или вклучување на родовите аспекти во сите главни текови и процеси. За жал, генерално е проблем во државните институции да се постават јавни политики да се или услуги или facilities, односно простори или можности кои се родово сензитивни или прилагодени на потребите и на мажите и на жените подеднакво. И верувам дека тоа ќе ни биде следната битка за следната декада. Зборувајќи за семејното насилство, она што можам да го кажам како правник, дека јас генерално сум пред се правник, е дека ни недостига институционална одговорност на повисоки нивоа. Ние имаме помалку или повеќе соодветна правна рамка и правото е хармонизирано со АКИ комунитерот или со она што е стандард во Европската унија како правна рамка. Меѓутоа, ние генерално како општество имаме проблем со превземањето одговорност. И кога доцни, кога нема ефективна кривична правда за мегаломански случаи, кои што беа случаите кои ги водеше СЈО, не можеме да очекуваме од индивидуи дека ќе имаат доверба во институциите или дека ќе се охрабри некоја жртва на семејно насилство, особено во помалите места каде што сите се знаат и каде што генерално мажот е предоминантно интегриран во општеството, ги знае шефовите, пријателите, ги знае институциите. Очекуваме дека некоја жртва ќе се најде во ситуација да постапи и да верува дека ќе биде заштитена од институциите. Како посебна категорија на жените во земјата кои заслужуваат внимание, би ги издвоила жените од помалите заедници. Сега се актуелни преговорите за нова влада и министрите се пребројуваат по сите основи, особено по националност и етникум. Но за жал не се најде лидер или не се најде политичар кој беше доволно храбар да загарантира рамноправно учество на жените во својот дел од колачот, условно кажано. Или во сите оние институции што ги добиле како листа, што е многу, според мене, како да кажам, на институциите треба да ги водат најдобрите луѓе, не треба да ги делиме како колачи. Но и во тој контекст не се најде некој што ќе загарантира или ќе сврли женски имиња во приказката. За жал не чув ниту едно име на министер, заменик министер на позиција која е одлучувачка, која е ресорна, од турчин или турчинка или бошњак или бошњакиња, иако на пример овие заедници имаат по неколку политички партии, имаат сериозен принос во политичкиот живот. Треба да запомниме дека национализмот носи сензационализам и генерално не носи ништо добро. Демократијата подразбира одговорност и развој на граѓански концепт кој е базиран на либерални вредности, не на национализам. Политичкото учество на жените е исто така сериозен проблем и допрва треба да се избориме, не само за квотите, туку и за начинот на кој тие квоти се потполнуваат. Квотите многу често се злоупотребени, па неизбрани функции за жал некогаш гледаме естрадни политички решенија. Балансерот кој определува националноста на следното вработување исфрла определен број на позиции. За помалите заедници ќе исфрли една или ниедна позиција. Сега колку од нив ќе бидат жени, проценете сами. Руралните жени се посебна категорија, се соочуваат со низа предизвици за кои професорката Кенинг посочи дел. Верувам дека и тука треба да има една сериозна акција. Иако и тука законската рамка е во ред, значи наследувањето не ги двои децата на машко и женско. Меѓутоа, општествените структури, општествените очекувања и тоа како го прават притисокот на жената. Стереотипите кои сакаме свесно или несвесно да ги провлечеме како менталитет или локална култура се генерално страшни и влијанието на медиумите, особено на социјалните медиуми, генерално не помага. За жал, особено сега TikTok актуелен помеѓу младите, средношколците, студентите, и таму многу често како инфлуенсери ќе видите 90% ќе бидат машки ликови кои функционираат или преку определен лајфстайл или нешто што самите го сметаат како такво, дека е исправно, дека е добро, за вкусови не се дискутира, но оние 10% жени што ќе ги видите се жени кои пробуваат или да направат некоја лична трансформација која изгледат како најбитен,
или се посветени на тоа да бидат интересни или да дадат некаков сексуален контекст за да се докажат како личност. Еве, баш во контекст на тој разговор, вчера или завчера излезе веста за јуџуберка од Србија која се самоубила заради притисокот на јавноста. И тоа е исто проблем не само за жените, туку за младите генерално на кои треба да им се посветиме. Мене ми се омилени изговорите за менталитетот, кој на крајот од денот го создаваме самите како индивидуи, бидејќи општеството е збир од индивидуи. Па многу е важно која енергија ќе биде предоминантна. За жал, на пример, ние се соочуваме со една небулозна ситуација каде што цела револуција ќе покренеа луѓе кои името на државата не го даваат, ама не може да замислат женем да си го задржи презимето кога ќе се омажи. Како заклучок, според мене, клучниот проблем за родовиот јаз во сите сфери е немањето на искрена политичка волја. Декларативно сите се за родове еднакво, сите се спремни да се сликаат во кампања, дури да дадат и високи квоти за женско учество, но не и да им дадат шанса и реално одлучувачка моќ на жени кои тоа го заслужуваат вистински и кои се вистински квалификувани за позиции, за тие позиции. Не се спремни ниту да отстапат простор, ниту пак да го создадат просторот за еднакво учество. И во тој контекст ќе се повикам на праксата на Мустафа Кемал Ататурк, кој е роден во Битола, а ја создаде современа Турција, кој вели дека не може да очекуваме во едно општество половина од луѓето, сега парафразирам, да бидат врзани со пранги за земјата, на половина да им дадеме крилја за да одат во небото. Тоа не може да има, тоа не може да општество кое би било одржливо и среќно. Тој исто така вели дека се убаво што е направено на овој свет е креативно дело на жената. И со тоа би завршила. Се надевам дека неговото духовно и културно наследство и разумот кој ги остави како наследство на овој свет ќе бидат апроксимирани и од современите политичари и донесувачи на одлуки. Благодарам. Ти благодарам, Весна, за ова твое излагање и мислам дека опфати многу работи од кои што мене ми остави впечаток, бидејќи работевме и на и ние работевме како организација на делот на политичкиот дел застапеноста на жените. И секогаш кога одевме, кога разговаравме со политичките представници на партии или било што и да е, еве кандидати за градоначалници да кажеме, некако секогаш велеа дека па да, во советите имаме ние 50-50 жени, не се и така некако, дури им беше како се фалеа со тој аспект. Во делот на младите девојки, некако, не знам, со тиктокот што го спомна и со другите работи, бараат видливост, нели, што поголема видливост, али меѓутоа тоа го адресираат на сметка на своја сексуалност, нели, што повидлива, што поатрактивна да е, но секако на сметка и на штета на својот интегритет, и тука треба нешто да се смени. Значи, мислам дека родителите во прв ред мајките како рол моделс, како модели, но секако и машките родители како двигатели на како поттикнувачи на слободите, на слободното мислење. Не ќе прекинам тука, бидејќи не треба јас да излагам. Мојата следна, благодарам Весна, ќе останеш уште малку, верувам. Имаме уште 2 суговорнички, па уште еднаш да се преслушаме. Мојата следна соговорничка е Рита Бехадини од невладината Молкучија на албански, што значи Буба Мара. Значи, јас сум Рита Бехадини, новинарка и презентерка во Алса телевизија. Исто така, има мојата невладина организација која се вика Центар за еднакви можности Буба Мара. Ние сме 5 млади луѓе што ја почнавме оваа организација. Иако за 4 години работиме како неформална група, ова година од јануари го регистриравме како невладина организација. Јас денеска би сакала да зборувам повише за нашата кампања СИН, што е кампања за онлайн вознемирување, затоа што секогаш ние зборуваме за вознемирување, за такви работи, но никогаш не зборуваме за тоа што девојките имаат пораки во своите инбокси што се непријатни и имаат вознемирување, имаат говор на омраза и такви работи. Ние правивме, како дел од кампањата СИН, правивме едно истражување
каде што анкетиравме 200 девојчиња и ги прашавме за онлайн вознемирување, дали тие добиваат пораки во социјалните мрежи и дали тие знаат што е онлайн вознемирување. Анкетата имаше за цел да открие колку овие возрастни девојки кои се уште се во раните 20 години се жртви на сексуалното вознемирување и воедно што подразбираат под сексуално вознемирување и дали се подготвени да го пријават тоа. Од истражувањето имаме 86% од анкетираните девојки кои имаат познавање околу тоа што подразбираме под поимот сексуално вознемирување и 3,8% од нив признаваат дека не знаат што значи тоа. Од другата страна имаме 65,8% од анкетираните девојки што примиле пораки од момчиња или мажи кои содржале разни форми на сексуалното вознемирување, говор на омраза, закани и навреди. 32,2% од нив не примиле такви содржини на социјалните мрежи и 1,9% се одлучиле да не одговарат. Каде се обраќаат овие девојчиња, жртвите? Семејното или семејството е најдоверливата и најсигурната адреса каде што анкетираните девојки ги пријавуваат ваквите вознемирување, секако во случаите кога девојките сепак се решаваат да пријават. Поголем дел од нив или 28% предпочитуваат да му се обратат на семејството кога се вознемирувани од такви вознемирувачки пораки или содржини. На второто место е полицијата, 25%, голем број на девојките одговориле дека не знаат каде да се обратат, 21,6%, и мал број одбрале или би одбрале да им се обратат на новинарите или на невладините организации. Кога станува збор за евентуално пријавување, само 10% од девојките ја одбрале опцијата друго, каде што доминираат одговори од типот на никого. Во реалноста, голем дел од анкетираните девојки кои примиле такви пораки, истите ги игнорирале и таа беше и нашата цел, да ги мотивираме овие девојки да го пријават онлайн вознемирување и више да почнуваме да работиме на тоа што е нормализирано на нашата општество, а треба да се бориме и тоа знаеме со јавна слоба ситуацијата како ни беше, спомнавте TikTok, спомнавте други социјални мрежи и многу ни е важно да зборуваме за оваа тема и да гледаме што може да се направи понатаму за овој проблем. Јас не сакам повише да зборувам, само сакав да разговараме, да ви кажам повише за нашата кампања и нашиот проект, иако ние работивме и во другите и за други теми, но ова ни е последната кампања ни беше ова Син. Фала многу за поканата, Дијана, уште еднаш. Ти благодарам, Рита. Јас те следам, знам дека работиш на други кампањи, не само на ова. Проблемот со социјалните мрежи не е од денеска, е од поодамна и луѓето во поголем број мажите си зимаат за право, одредени мажи, нели си зимаат за право да им го контаминираат, така да речам, да им го обземаат просторот во инбокс, нели, приватниот простор на жените, поготово на почетоците на социјалните мрежи. Еве Facebook, кога се отвија, се сеќавам, ти го презема просторот, ти навлегува во приватниот простор, дури во ноќните часови, длабоките ноќни, веројатно некаде им светеше, па така вреба како предатори. Јас така ги нарекувам предатори. Добра е работата, сметам дека треба што повеќе да туркате тоа да се реши институционално, нели? Ние како организација исто така
ги повикуваме постојано надлежните институции да работат, да се казни тој говор на омраза и се што оди со тоа. Ти благодарам, Рита, остани со нас уште малку. Јас ќе ја повикам сега нашата последна соговорничка Стојна Митева од Sky Plus од Струмица, кои што работат директно, сметам, со жртви на семејно насилство. Повели, Стојна. Така, добар ден уште еднаш на сите. Јас сум Стојна Митева од Струмица и сум новинар пред се и водител во регионалната телевизија Канал ВС во Струмица и дописник за македонската телевизија, но паралелно работам и како психолог, гешталт терапевт во Центарот за згрижување на жртви на семејно насилство. Претходните соговорнички, колешки зборува буквално за родовата еднаквост, за влијанието врз младите, каде сме сега, а каде би требало да бидеме. Јас од она кое што го работиме секојдневно, паралелно и со новинарството, и со Центарот за згрижување на жртви, сваќам дека се повеќе и повеќе стануваме несензитивни. За жал, несензитивни не се и младите, ниту пак нешто правиме да ги сензибилизираме. Недоволно зборуваме. За себе си нема да кажам дека недоволно зборуваме, затоа што зад себе веќе пред некој ден го промовирав и документарниот филм за семејното насилство, кој што останува во каналите на документаристиката за семејното насилство и колку жртвите на семејно насилство лутаат во лабиринтот на онаа бирократија која што никако не можеме да искорениме, ниту па чинам не правиме ништо за да ја искорениме. Како психолог и гешталт терапевт во Шелтер центарот, сваќам дека ниту институциите не се сензибилизирани. На локално ниво, една од најкрутите институции, СВР Струмица, можеби и некако стануваат најсензибилни. Се останато е со стигми, со предрасуди, буквално со однапред веќе донесена одлука, буквално по дефиниција од 4-то оделение што е предрасуда. Значи, жртвите не само што немаат доверба во институциите, повторувањето на изјавата на секаде, од стресот кој што веќе и траумата која што ја живеат како жртви на семејно насилство, без разлика кој да е, на следното давање на изјавата истата се променува. Ја зимаат здраво за готово. Па се прават како монтирани случаи буквално. Значи ти не да излезат во нејзина пресред, туку буквално ја напаѓаат дополнително. Па не кажа ова вака, па овдека си кажала вака, зошто ова е вака. Не сакам да одземам многу време, ниту на претходните, знам дека сите имате обврски, сметам дека како организации треба, иако звучи како клише, да ги советуваме, да одиме на обуки, да ги сензибилизираме луѓето кои што директно се инволвирани во работата со жртвите на семејно насилство, со жените, со девојчињата. Сите претходно спомнавте искуство од некакви панел дискусии, трибини. Пред некој ден ме повика средношколци да бидам дел од нивната презентација, на нивната трибина, исклучиво само млади средношколци, зборуваат за сексуалното вознемирување. Јас бев прво, има направено анкета пуштено во училиштето и солиден број на ученици биле анкетирани. Прво бев запрепастена од бројките кои што ги видов. Второ, сватив дека децата не знаат, не ни познаваат општи поимиви, испомешале буквално се. Не гледам вина во децата, нормално, гледам вина во професорите, во наставниците и во самите нас, бидејќи недоволно ги информираме младите и тргнуваат по некакви текови, некакви нормални појави со чудни бројки, дека тоа е нормална појава, чукањето по задник, сексизмот кој што меѓусебно го употребуваат за огромна бројка на деца е во некаква нормала и дека е миллива работа, дека тоа сето ќе помине, дека тоа е само одраз на нивната возраст и ништо повеќе.
Сметам дека како општество треба уште многу да работиме, да се сензибилизираме, да ги разграничиме некои работи, а институциите да бидат малку побудни и професионално да си ја работат работата, затоа што сваќам дека ниту во институциите немаме доволно професионалци. Да, вие може да сте завршиле економски факултет, ама да сте лош банкар, нели? Може да завршите психологија, ама да сте лош психолог. Немаме никаков филтер каде што ќе продуцираме професионалци и каде што барем во оние институции кои што се треба да бидат од старт сензитивни. Нема да должам многу. Се согласувам апсолутно со сите претходнички што зборуваа. Освен да кажам дека родова нееднаквост постои во земјава, постои и тоа е факт и тоа се гледа. Треба уште многу да работиме. Доколку сака некој дискусија, слободно. Да, ти благодарам, Стојна. Јас би сакала сега сите учеснички, ако може од почеток, како што ни беше редот, или ако сака некоја да се јави, ете да си додаде нешто или нешто да надополни на некоја друга учесничка или нешто што заборавила, да си каже, и сакам од секоја по една порака за следните перспективи, значи за перспективите за следната година, што мислите дека би требало, освен тоа што кажавте, да се направи во доменот на правата на жените и институционалната грижа и заштита на овие жени, на оваа категорија. Првим би сакала и јас како Весна да честитам на сите и да ви се заблагодарам затоа што јас дури запишував дел од вашите излагања, затоа што сметам дека тоа што го работите е доста важно. Понатаму што сметам според мене дека треба да е средниот чекор е постојано да се работи на едукација на млади луѓе, и на девојчиња и на момчиња, затоа што треба да се работи на искоренување на ова патриархално однесување и воспитување и да се работи на препознавање на одредени наративи на однесување кои што ни пречат на нас, на сите во секојдневниот живот, посебно на жените. Ви благодарам уште еднаш и нема да должам, мислам дека тоа е тоа од мене. Ти благодарам, Драгана. Елена, доколку е тука, доколку сака нешто да каже, секако перспектива. Тука сум јас, само една реченица на кратко. Справувањето со нас, борбата против насилството врз жените, како што кажав, е заедничка одговорност на сите. Така да само потсетувам дека секој од нас може нешто да направи, дури да е тоа мало нешто, дури да може би нас ни личи незначително, сепак на таа жена на која што во одреден моменти е потребна поддршка и ја добија, за неја тоа ќе биде многу. Така да погледнеме од позицијата во која што се наоѓаме, што можеме да направиме и да го направиме истото. Ти благодарам, Елена. Нора? Јас се извинувам пошто имам мало дете и ме деконцентрира и цело време треба да се занимавам со нејза. Ја мислам дека за на крај полето на делување на жените е многу тесно поле каде што има многу простор за да се може да се работи и целата борба треба да биде фокусирана на подобрување на нашите услови, на отколку таа борба да биде во однос на борба против друга. Жените треба да се свесни дека сите еднакво како човешко сушество имаме исти права. Ние мора да најдеме храброст во себе и да се соочиме со сите предизвици и нашите сили да ги посочиме на борба против неправедноста околу нас и на тој начин заедно да направиме подобро општество за сите. Ти благодарам, Нора. Благодарам на вас. Николина, мислам дека сега ми беше... Јас сега ако треба нешто како за крај да кажам, би врз основа на сите дискусии би повикала на заедничка акција, што е можно поенергична кон трансформација на културата, на вредностите, затоа што ми се чини дека се додека не направиме да биде срамота, навистина срамота некој да има сексистички ставови,
многу малку може да се направи во сферата на родовата еднаквост и заштита од родово засновано наследство. Какви и да се законите, какви и да се механизмите институционални, нив ги одржуваат, ги спроведуваат луѓе. Ако тие луѓе не сватат колку е важна рамноправноста, ако не се родово сензитирани, ако ја оставиме таа задача само и само на образованието, тешко дека може да постигнеме многу во иднина. Ти благодарам, Николина. Алмира, ако е се уште тука, ако сака да додаде уште нешто или порака некоја? Да, јас би сакала да додадам. Ќе се обидам да бидам кратка. Значи, би сакала да го споделам случајот со ромската јавна соба. Сите сте слушнале за јавната соба на почетокот на оваа година и колку сите ние што сме активисти сме биле на неколку протести. Кон крајот на летото излезе и ромска јавна соба на Facebook и таму се споделува експлицитни слики и видеа од жени ромки од Македонија, но и надвор од Македонија и се повикува исто така сите тие мажи кои што имаат такви содржини, односно експлицитни слики и видеа, да ги пратеа до админот. И ние како невладина организација, кога го видовме тоа, решивме да не стоиме со затворени раце, туку нашата извршна директорка направи пред се група на месенџер и ги вклучи сите жени кои што имаат некакво влијание во јавноста. Потоа се гостуваше на неколку медиуми, портали, се напише реакција и соопштение до јавноста и што е најважно се пријави и во полиција. Тогаш и нашата извршна директорка стана мета на оваа група, односно нејзина слика беше ставена во оваа Facebook група со нејзиниот маж и со нејзината ќерка, без да се замаглат лицата. И исто така и тоа беше пријавено во полиција и после неколку дена оваа група и сите други групи кои што беа поврзани со таа група беа избришани. Сега не знаеме дали од самите админи или од страна на полицијата, но се уште сме во контакт со полицијата да се најдат вистинските сторители. Исто така би сакала да напоменам дека моментално ние како невладина организација правиме истражување за оценка на пристапот и функционалноста на системот за заштита на жените ромки, жртвите на родово базирано наследство и семејно наследство на територија на град Скопје. И за крај би сакала на сите жени и тука присутни, но и на сите гледачи кои што подоцна ќе го гледаат и видеото, да им кажам една порака, дека доколку сакаме промена, треба да почнеме од самите себе си. Треба да почнеме да ги осудуваме, да не ги осудуваме девојките кои што се силувани, туку да почнеме да ги осудуваме тие што силуваат. Треба да почнеме да ги едуцираме нашите синови, дека не е во ред да ги тепаат своите партнерки или да следат некоја девојка навечер во темнина, наместо да ја учиме нашата ќерка дека не треба да му тераинает на партнерот или да шета сама навечер. Ви благодарам. Ти благодарам, Алмира. Го следевме и ние како организација, дури го детектиравме први, мислам, случајот со ромската јавна соба. Таа еднаш се затвори, па се отвори пак. Имаше и политички содржини, беше многу конфузна таа. Се надевам дека нема да се повтори уште еднаш. Ти благодарам уште еднаш. Весна, дали е тука? Да, благодарам, Дијана. Благодарам пред се за споделената енергија и се надевам за следната година дека почесто ќе се гледаме, преферентно во живо, не преку камера, дека пандемијата ќе го намали ударот и ќе ни овозможи да функционираме и понатаму како претходно, посилни, пообединети и покреативни во надминување на општествените стереотипи и очекувања. Она што го очекувам на повисоко ниво или на повисока инстанца е ефективна кривична правда и процесуирање на делата кои атакуваат жени, на сите генерално, на сите кривични дела, за да имаме поголема добро институциите, но пред се на оние во кои жената е жртва. Затоа апелирам и до министерот за внатрешни работи, и до министерот за правда да ги засукаат ракавите и да ги гледаме почесто на пресконференции и нив и органите и службите во состав на министерствата, како и независните правосудни органи. Ви благодарам. Ти благодарам, Весна. Рита, дали е уште тука со нас?
Не, добро. И ни остана уште, доколку сака уште еднаш да се појави Стојна од Sky плюс Струмица. Благодарам, ми беше чест и ми беше мило што еве зборнавме за горлив проблем со кој што се соочуваме како општество. Сите индивидуално верувам дека и понатаму ќе продолжиме во борбата против родовата еднаквост, во борбата против семејното и родово базираното насилство и да не молчиме. Бидејќи семејното насилство не е приватна работа, како што кажа Елена, ова е општествен проблем за кој што не само ние како единки ќе се бориме, туку и како општество да се заложиме во севкупната борба против семејното и родово базираното насилство. Ве поздравувам сите и ви посакувам убав ден. Ти благодарам, Стојна. Ви благодарам на сите кои што следевте. Им благодарам на сите учеснички што одвоија време денеска за овој панел. Јас би сакала сепак да имавме можност сите да се видиме на едно место, 8, па 10, па и повеќе. Меѓутоа, еве денеска вака го почнавме овој разговор, бидејќи оваа тема е непресушна, како што можевме да слушнеме од сите наши соговорнички. Мислам дека заклучокот од овој панел ќе биде дека сепак институционалната грижа за жените, за правата на жените и за жените во неволја и на жените на кои што тоа им е потребно е на незавидно ниво. Денеска на нашиот панел немаше ни една жена, не беше поканета ни една жена која што е представничка на некоја од државните институции кои што се занимаваат со ова, бидејќи сметавме дека денеска би требало да си ги кажат своите ставови и своите сознанија и своите видувања и искуства жените кои што работат на овој проблем, меѓутоа не се директно вклучени во државните институции. Во некоја следна прилика, следен јавен настан ќе имаме и представници од државните институции кои што се занимаваат со овој проблем, што би требало да се занимаваат. Јас ви благодарам на сите уште еднаш на вниманието. Ова беше вториот панел од серијата Перспективи 2022 и ви го честитам уште еднаш Меѓународниот ден на човековите права со порака дека не останува се само на овој ден. Пријатно. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.